И ајде да довршиме визуализацијата. Се случува таков момент, го гледаш моментот, го задаваш последниот удар и стануваш шампион во твојата категорија во bare knuckle. Да. Како се осеќаш? Горд на сам себе. Дека иструкав до кај што иструкав. Дека го направив тоа што реков дека ќе го направам. Гого, уште едно огромно фала што дојде да споделиш што можеме ние од тука во знак на поддршка за тебе да правиме. Епа, здраво дечки, на уште една епизода од Томас Перформанс подкаст. Денешната е многу специјална епизода. Го имаме Гого Брейвхарт во студио. Фала ти многу, друже, што прифати уште една епизода специјална да направиме. Фала ти на поканата, брат, секогаш. Ти си човек што може да ме убие ако сака сега, а во исто време, значи ти имаш физички и ментален склоп таков, ама во исто време има и карактер од тебе што многу лесно го скротува тоа. И таа уникатна енергија што само со тебе и со Стефан сум ја осетил вака и е многу за восхите. Се осеќа преголема сирова моќност во тебе, ама во исто време и посилен карактер да може тоа да си го скроти и да го искористи само кога треба. Кажи ми, дали е тоа резултат од тренинг, од живот и дали и сам си го осеќаш некако овоа? Па добро, да, сите ние мора да се контролираме во дадени ситуации, знаеш и сам. Спортот, нашиот спорт, ти помага едноставно да се контролираш, да се смириш, да не реагираш на одредени ситуации, да имаш контрола врз своите емоции. Тоа е само единственото поразлично од другите луѓе, иначе не е дека ние нешто сме преспецифични. Тоа дека таа енергија истата ми помага во рингот и затоа можам да ја насочам таму. Во секојдневието дефинитивно не ми помага, затоа што се јадам во себе, имам anger issues, нормално. И помага, ти викам, во рингот и затоа сме насочени во тие спортови малку што се по-брутални. Ја би рекол ти помага и у секојдневие таа другата особина да можеш да ја скротиш, да не те... Да, добро, помага. Сигурно не те нервираат тривиални работи, многу по-високо ти е прагот за нешто да те ако возбуди. Ќе се зачудиш какви работи може да ме изнервираат. Се нервирам, имам стварно anger issues, на све живо и диво можам да се изнервирам. Само нема да го покажам нормално. Иначе можам... Па таа е таа моќ. Таа е таа моќ на карактерот. Нема да го покажеш. Да, па добро, да, покер фейс, како што мора да имаш покер фейс у ринг, така сум го, знаеш, сум го присвоил и во секојдневниот живот. Сам покер фейс и крузаш низ денот. Закон. Може ли одма да преминеме на последнава борба? Дефинитивно. Тука, јас знам, многу луѓе беа возбудени, ја пратеа, ја гледа, огромна поддршка. Мислам, поддршка. Се израдуваа многу и сега тоа може после 3 дена луѓето толку им трае. Да, добро, знаеш како е. Да. Ама имаше, ја би сакал малку од перформанс аспект да навлеземе. И забележав една интересна статистика. Значи ја го гледам, не го гледав во живо, мора да ти признам, беше некој... Да, касно беше овде, 6 сат, 5 сат. Ама па за среќа Bare Knuckle го има фри лайв стрим ивентот и остана на YouTube и отпосле можеше да се гледа. Да. И ја изгледав борбата цела. Навикнат од претходно да те гледам како многу побрзо завршуваш борби, како
полуочекување да имав дека и оваа ќе биде така. Ама поминува една рунда, поминува втора рунда и во еден момент, и сега ова е моја обзервација, ти кажи ми дали е точна, некаде втора, трета рунда забележав или нешто во тебе се смени, или динамиката во мечот се смени, ама после втората рунда мечот не беше исти. Пред да преминам да лупам глупости, постоеше ли некој таков момент, имаше ти сомнеш, абе оваа нема да биде кратка борба, или што се случи? Пробај да ми доловиш како одеше мечот, борбата. Па, јас сум у принцип не slow starter, emotional starter. Стартувам многу со емоции, сакам да направам нешто екстремно, нешто што го нема видено публиката, сакам да направам шоу. И затоа тргам многу со голем интензитет. И нели, на тоа има и други фактори. Сакав многу да го нокаутирам затоа што дојде многу потежок, не ги испочитува правилата на договорот, не сака да платат одредена сума како казна за прекршување на договорот, се заканува дека ќе нема да има main event, ќе напушта, такви работи се случува и малку ми удрија на гордост, се изнервирав и влегов малку емотивно во првата рунда. После кога се смирија емоциите, а не само и тоа, туку и кроз целата кариера во боксот, а и во бернакл, пикот на перформансите ми се околу втора, трета, четврта рунда. Тоа ми е пикот на перформансите. И кога ќе се загреам, кога ќе, нели, сите емоции ќе бидат на страна, кога ќе можам да бидам целосно фокусиран, зашто од прва рунда многу е тешко да почнеш смирено. Јасно. Можам да претпоставам тоа. Да, целиот притисок. Бернакл е друго, во бокс може да почнеш, ама бернакл е скроз друга игра. Игра, да речем. Се почнува многу брзо, се добиваш удари или задаваш удари и може да бидат фатални и цело време мора да си опрезен, пулсот е на 180 цело време. И затоа ми се околу втора, трета рунда, ти кажам, кога е посмирена ситуацијата, кога се смирува водата, тогаш можам да ги покажам правите знаеш, abilities што ги имам. Да, браво. И значи ја тоа го забележав дур беше мечот и отпосле, не дека сум до толку експерт да пратам, отпосле се седнав да гледам статистики. Да. И ова што го кажа многу точно соодвестува со статистиките. И ќе пробам сега да ги доловам и на гледачите што можеби не ги знаат до толку работите, ама има една статистика што бар Бернакл ја води, а тоа е punches thrown, како би го превеле, удари замавнати, да. И punches landed, од тие удари колку завршиле на целта, значи те допреле и од овие повеќето се глава, многу помал процент се тело. Твојот противник по рунди задава 17, значи прва рунда 17 задава, 7 погодува. Втора 13 со 4, трета 20 со 7 и четврта 30 со 13. Ова е до моментот кога ти го нокаутираш. Ја читам оваа статистика и сваќам дека до моментот ти да го нокаутираш, ти веќе имаш примено 11, 18, 31 удар. Дали си свесен и дали... А ми текнува, минатиот пат кога разговаравме, кога ќе осетиш удар што не те оштетил, дека уште толку ти дава енергија. Тоа се види во трета рунда. Ја добив удар од него, десна преку рака ме удри, ми отиде скроз главата позади. Да. И тогаш реков, сега ќе видиш. Штом со тоа не успеа да те нокаутира. Затоа што ја го прифаќам
фактот дека ќе бидам мудрен, то бер накале, нема шанси да ги избегнам сите удари. И мене не ме шокираат ударите ако ќе ги добиам, само се адаптирам на самата ситуација. И пресмирен сум, воопшто не паничам, например, кога ќе добиам удар, само останувам фокусиран на мојот геймплан и викам, окей, my turn. Баш убаво. Your turn. За да не настане забуна. Еве ги твоите статистики. Прва рунда 25 удари, 7 погодени. 21 7. Пресвртот трета рунда 31 удар, 19 погодени. Да. И четвртата рунда 52 удари, 29 погодени. Ти имаш преку 50-тина, ме мрзи да се обирам, 60, преку 60 пати погодено противникот и конечно го нокаутируваш. Your turn настапува после втора рунда, кај што јас од перформанс аспект би очекувал некој да го фати веќе замор, да може помалку да мава, ти си ја дуплираш играта. Па не, за тоа се спремаме, за да и тоа те двои од, ако го гледаш и еве да речем да го земеме Мейветер во боксот, он никогаш на почетните рунди не дава се од себе, да речеме максимум, туку само полека градуално му растат бројките на после петата, шестата рунда. Волуменот на ударите се зголемува, не мора да значи дека се power punches, ама се зголемува волуменот на ударите. И нема по-лошо нешто од кога некој цело време те удира, без разлика дали е со не знам, максимум power или минимум power. Некој да те удира цело време, нема како, а поготово со голи раце, ќе крвариш, нема како. И мене тоа ми е целта, да ти направам ти да крвариш, за да ти смета крвта, за цело време да те удирам и да ти се отвори раната и пак да те удирам на тоа место. Вау. Значи ова е дел од стратегијата. Да. Прогресивно, се појако и се појако. И нормално, на почетокот пробува, фрлив многу power punches и си испутињав, нели? Втората рунда уште ме држеше истиот мајндсет и може да се каже дека слично се борев ко првата рунда и викам, окей, ова не работи. Да, кажи речи се идентични. Да, време е за друг геймплан и мора да не само да менјаш брзини, туку да менјаш и геймплан, да се адаптираш на самата ситуација, на самиот противник. Луѓе може да гледаат мои борби да сакаат да направат анализа, не можат. Секоја борба ми е различна. Со русинот боксувам како боксер, со овој како уличен тепач, со црнецот боксував, не знам, 1 минута тргна на кај мене и зададов притисок, односно покажав power punch. Нема шанси да ме анализираш и да речеш, овој ова го прави. Затоа што секоја борба ми е различна. И самото тоа ти е дел од планот. Па да, психологија е, затоа што ти колку и да седиш да анализираш и да викаш, и еве за мене, ја да го анализирам, например, последниот противник, јас знам дека он нема така со мене. Прво и основно јас сум левак. Значи он 100% ќе тргне, ако тргнал со претходниот на оваа страна, ќе тргне со мене на другава или не знам, може би ќе се повлече. Ако он знае дека јас сум експлозивен, може ќе иде на нас за цело време. Не секој боксер што е веќе на тој левел се адаптира на самата ситуација. Никој не го носи истиот геймплан од претходната борба. И минатиот пат кога разговаравме онлайн, ти беше во Мајами? Да. Во Мајами. Се припремаше за овој меч, претпоставувам. И сега и така не криеш, туку си прифаќаш за себе како дел од твојот карактер и можеби резултат од некои животни околности, дека има во тебе некаков вид на анксиозност. Знам дека можеби е преактуелен овој термин и различни луѓе на различен начин ќе го сватат. Ја ме интересира како боксер од хај перформанс калибар, дали сметаш дека тебе таа анксиозност понекогаш ти помага всушност? Па, сите носиме доза на анксиозност во нас, затоа што анксиозноста не е болест, туку мора да имаш за да те направи, например, aware во дадена ситуација. Пример,
кога излезеш на улица и иде кола на кај тебе, анксиозноста е таа што ти прави да ти рефлексно да се тргнеш на страна. Или на тест математика или што и да е, ти помага во дадени ситуации да ти да не потврлиш во, нели, во самата ситуација. Некогаш знае да биде, нели, overwhelming и нормално ми прави тешкоти, поготово навечер. Некогаш знае да ме обземе анксиозност, да ми се потат само дланките и стапалата. И поготово дека не споделувам ја со никого таму. Само мен лечење анксиозност ми е трчањето. Ќе излезам надвор, ќе ставам слушалки, да. И ќе идам ќе истрчам, нели? Така го елиминирам тој демон, да речеме. А дека ми помага, да, ми помага во рингот. Дефинитивно ми помага. Затоа што, како што кажав, ти помага да си по-aware, да не потврлиш во дадена ситуација, побрзо да реагираш на работите. Да, тоа е некој анималистички инстинкт изгледа, што ти го користиш кога ти треба максимум. Да. Ама сега кога не ти треба максимум, кога си седиш дома. Да, па затоа не седам дома. Да. Затоа многу ретко одмарам. Цело време сум не ни знам да вакво да седам во едно место и затоа ти реков подкастов мора да Не магале, се разбираме. Ја можам само претпоставам дека сепак ти си во ситуација кај што осеќаш многу притисок, што од твои фанови што имаат некои очекувања од тебе, а никој нема право да има очекувања од друг, што од држава, што од партнери, што од фамилија, што сам себе најверојатно најголемите очекувања си ги поставуваш. Да. Осеќаш многу притисок, од кој, зашто? Не, притисок веќе не осеќам, затоа што, нели, зборевме и на минатиот подкаст, осеќав притисок порано, сакав да ја направам, нели, горда државата и моите дома и сите што, нели, ме сакаат или ме гледаат како врвен спортист. После одредено време сватив дека тие што те сакаат, дали изгубил победил, ќе те сакаат, ќе те поддржуваат. Значи, шанса нема. Мајка ми нема никад да не ме сака, затоа што сум изгубил борба. Или моите најдобри другари, тие што ми се, или сестра ми, или... Ме разбираш што сам да ти кажам. Така е. Државата, тоа е. Out of your control. Да. Значи, кој се гордее со мене се гордее. Ја не можам да го контролирам тоа. Ти да ги победуваш борбите, ќе речат, да, ама види моја последната борба, види како се бореш, на шо личи ово. Ме разбираш што да ти кажам? Значи, никогаш не можеш да ги задоволиш потребите на, нели, на секого. Притисок немам, затоа што, нели, ти кажав на минатиот подкаст, останав само кола, спиев, поджимови, ово, кога тогаш сум не сум имал потреба да се докажам на никого, немам потреба ни сега, се правам за мене. Така. На самиот евент осеќаш нормално тие пеперутки и тој притисок, ама тој е недефиниран, тоа не е заради моите дома или не знам што, туку во тој момент не сакаш да те видат луѓе малце од горделива гледна точка или од егоистична гледна точка. Не сакам да ме видат луѓе да сум нокаутиран. Ама пак ќе кажам, има удел у позитивна смисла. Ти помага да бидеш, немаш шанси. Да не дозволиш да се случи. Мрдаш, правиш, нели, менјаш геймплен, викаш, немаш шанси да ме победиш. Така е. Друг притисок не осеќам, едноставно. Уживам во моментот. И баш ме радува тоа што си го сватил на време. Многу луѓе знаат да влезат во некој бесконечен круг на такво размислување, ама баш ме радува. Многу здраво е тоа. И нормално, тоа е. Ама има еден момент кој што сепак е неизбежен дел од секој шампион, а тоа е его. И спорам за она спортско его, за она его кое што во себе гледа заслужен победник и шампион. И ја верувам дека никој не е шампион ако не верува дека може да биде шампион. И посебно во волку интензивен и што се вика
одење по тенка линија спорт, како bare knuckle, 1, 2, 3, 5 успешни меча, борби. Го осеќаш ли тоа шампионско его, тоа некое под, да речеме, да се под чадорот на самодоверба, да расте во тебе, да не знам, да те храни уште повеќе кон некои шампионски амбиции? Брат, не ми се креира его моментално, значи 0% его осеќам. Јас верувам во себе уште од дете. Може тогаш луѓе ме сметале као delusional, ама ја уште од дете сум идел по клубови и сум верувал дека сите можам да ги победам на спаринг. Воопшто не подценувам никого, ниту пак не викам јас сум најдобри. Јас едноставно верувам во себе и знам дека во тие колку и да се рунди, јас знам што можам да ти направам. И така движам низ годините. Ни една борба не ми дозволила, например, сега се осеќам по-супериорно или во оваа се осеќам малце по-инфериорно. Дел од животот е, победиш, изгубиш, нели, склоп на самиот акт, едноставно спортот што го имаме одбрано, ќе победиш некој ќе ги изгубиш. Ама не дозволувам тоа да ме дефинира, например, сум победил и сега сум оваа личност. Ме разбира, ја и кога спие во кола, бев истиот тој што сум денес, ме разбираш, затоа што не ме дефинираат околностите, не ме дефинира финансискиот, нели, джебот не ме дефинира ништо, само во моите abilities. Колку можам денес да истрчам, што можам денес да направам, колку тренинзи и кога знам јас колку сум направил, јас знам дека ти не можеш едноставно. И затоа го правам тој weight cut на секоја борба, затоа што ми дава малку edge. Например, јас пуштам 20 паунди или да речеме 10 кила ден пред мерењето. И знам дека јас ќе победам борбата затоа што веќе на вага сум те победил. Јас сум седел у сауна саат и пол и сум изгубил пример 9 кила у саат и пол или 5 кила, зависи колку ми останале у ваквото, ама тие се цифрите. За првата bare knuckle борба изгубив како му доаѓа 12 кила за 3 дена или 13. Ги врати скоро сите после? Да, ги вратив, скоро 10 кила вратив, значи на денот на борбата ја веќе бев у скроз друга категорија. Јас се појавам потежок затоа што знам дека чим таа борба ќе ја победам на самата вага, ти нема шанси утре дента нема шанси да не правиме муабет за понатака. Ова се, извините, прекинав. Не, тоа сакав да ти кажам дека тие работи мене ми даваат едж или доза на confidence да речеме. Ама никој пат не дозволувам тие да ме било што да ме дефинира. Например, победата или не знам што, и сега јас сум оваа личност. Цело време ќе бидам истиот Гого и истиот вакво ќе го имам daily schedule. Тоа е многу мудро и уште една ствар што ја наоѓам сега за восхит во врска со тебе и сум, да бидам искрен, и малку изненаден од ти си млад и малку ми доаѓа да те прашам од каде ти е дојдено до тоа сознание, прифаќање. Јас стварно мислам дека ова е многу мудро и вредно што го имаш стекнато, да се гледаш себе си така и покрај сите овие работи, онака уште од сега си сет на правилен пат, некако правилно се движиш низ животот, карактерно гледам сега, онака низ животот, остај борби. Мислиш дека е нешто што го имаш од воспитание, од живот? Како, многу ме интересира како луѓе доаѓаат до вакви мудрости во врска со себе? Брат, животот мене ми беше многу често у животот сум бил у ќош. И кога ти знаеш она back against the wall, мора да правиш работи што ќе ти направат, ќе ти дадат насока, и после тие истите работи ќе ти дадат доза на самоувереност, нели? Јас. Способен сум за ова, ти кога ќе смениш пример гумата на точакот, знаеш утре дека можеш да ја смениш пример гумата на ме разбираш што сам да ти кажам. Од најбанални, тривијални до Кога животот ќе те натера да правиш одредени работи, знаеш ти дека во секоја ситуација можеш да се снајдеш. Ти зборам од
од генерално од животен аспект, не само во спортот. И кога знаеш дека и во рингот, нели, затоа викаат ти треба искуство, нели? Најчесто тренерите викаат ти треба искуство. Искуството е ти да бидеш присутен во рингот за да знаеш, за да ти се намали таа анксиозност што ја зборевме, за утредната или на наредната борба ти веќе познато ти е сето ова. Да, нема изненадување. И веќе после 100 борби тебе скроз ти е познато секој сценарио. Од најбрз до најтежок до најмокен и така натаму, ме разбираш? Така и во животот, кој ќе се исподесат милиони една случка, нема што да те плаши веќе, од што да се плашам. И како да зошто не би движел самоуверено кога знам дека во секоја ситуација можам да се снајдам во било која да се снашал, да. Да, и така мислам дека сите треба да движат низ животот. Едноставно веруваш во себе и во своите abilities и затоа е потребата да се тргнеш од твоите дома, да не те од комотот. Да баш убаво кажа, да не бидеш у комфорт зона, да се тргнеш за да видиш колку можеш ти, колку си способен ти сам да се снајдеш во животот кроз твоето животно джерни. Кај да тргнеш, дали во спорт или во уметност или во што и да е, треба да си способен да, нели, да се снајдеш. Да се снајдеш. Да. Има и така е. Може би има и други начини како се стекнува мудрост, ама ти дефинитивно има и други начини. Ти имаш стекнато на начин на кој што повеќе луѓе го стекнуваат, а тоа е не бегај од предизвици, прави тешки работи во животот и така нормално разумни предизвици сега ако рипаме од мост. Така. Да. Морам да најавам за македонските гледачи дека од порано со Гого од претходно се согласивме да неколку минути збориме на англиски, така што ќе следат неколку минути на англиски. And for our English-speaking viewers and your international fans, which I'm sure you have lots of, we decided earlier that we want to kind of dedicate a few minutes of this podcast talking in English. And it plays well into my plan with the questions because I actually did have a few questions of your, how should we say, your support cast, the team behind your success. And I'm talking like the actual sport team. We all know you have families behind you and that kind of support. But now let's focus a bit on your training partners, your coach, all of the team that works together with you while you're in the US. Man, like people know that I train with Brian. He's my little crazy brother that I gotta tame every now and then. My coach and my manager is Ryan Perez, and it's like a family thing. It's more of a gang than if it's of a team. It's I think that our experiences in life put us where we at right now, and we kind of clicked because all of those people in the Slaughterhouse team, they have a story, and like they've been through a lot of shit, and that's why they're there, and that's why we click so easily. The Slaughterhouse team, is that the club? Is that the gym? It's kind of a community. Yeah, what exactly is it? There's a Slaughterhouse management and a Slaughterhouse boxing team, so it's the same thing. Okay. So we're like couple people they're training the Slaughterhouse gym, but under Slaughterhouse management there's like a lot of fighters. Oh, I see. Yeah. For yourself though, Ryan and Brian, would you say they are like the core of your team, and then perhaps you play around with other guys as well? Yeah, not play around, but yeah. I mean train. Yeah, and yes, spar. Yeah, yes. Those are my closest people, but yeah, I have other people over there that are like very close to me as well. As little as we can watch from this part of the world via Instagram and reels and short clips, I did have this observation that you spent quite a lot of time training and sparring with Brian. Yeah. The Cuban, how was his Cuban?
Vi isto- Cuban Gravedigger. Gravedigger, yes. Shout out to Brian, the Cuban Gravedigger. Yeah, shout out. How helpful would you say was your work with him in this past period for this last fight? We worked a lot. He was trying to like imitate my opponent, and he was doing certain stuff that my previous opponent was doing. So that's how we were like trying to put the sparrings together. He's with me 24/7, man. Like we're training, strength and conditioning together, boxing together. So like he has like a big role in and you can see he's in my corner on my last fight. Yeah. So he definitely has a big role in not only in the sport of bare knuckle, but throughout this whole thing. Like he's like 50% of my success, basically. Oh, wow. Yeah. That's a good part. Yeah. Well, huge thanks for Brian. Yeah, man. Purely like in boxing technical terms, and you can explain this in boxing terms, maybe I won't understand, but maybe somebody else will. What would you say Brian has that you don't, that then maybe helps you gain that as well, and vice versa? Because I'm assuming there's certain aspects of the fight and the technique and training that you have, he doesn't, Yeah, and vice versa. He has more speed. He's Even faster. Yeah, he's faster. He has those quick twitch muscles, and like he's very explosive. He trained capoeira as a kid. Okay. So he's very like he Agile, can dance around. mobile. Yeah. And he definitely helps. He has definitely power. So I can work with him and like just pick and choose my shots, basically, because like I can't be throwing like a big volume of punches, because I'm gonna miss a lot. So I gotta be like very very picky with my shots, and I gotta like set them up all the time with my feints and like with my movement. I have way more experience than him. That's what helps me and perhaps helps him as well. Yeah, gain some of the experience from you. Totally. I did ask you before we begin, but I will ask you on camera as well. What if ever your paths cross sometimes and you guys find yourself in the ring? If we ever sit down and like talk about it and be like, hey, you want to make a couple mils, like, and make this fight? Because that's the only number, like those are the only prices that we can talk about, like millions of dollars, so we can fight each other. And that's if we both agree. But as long as there are like so many other ways to make money, I don't think that we ever like put hands on each other. Why would you say that's the case? I don't know, man. Like we have respect towards each other, and there's so many people that needs to be beat up right now. that's right. Like you're the last person that I want to beat up right now. You know. I see. Thank you for addressing this. Yeah. Again, this was for all your international fans and your team behind you. I hope these few minutes you find helpful. We do kind of like to continue in Macedonia now, so. Последниот подкаст кај мене беше Дарио. Една од моите најдраги разговори до сега. Еве и пак уште едно фала до Дарио. И ми откри интересен момент што не го знаев, а тоа е дека вие двајца сте другари. Да. И тоа некако нетипично се имате најдено, приидено еден кон друг. Многу ме интересира. Раскажи ми малце повеќе еве и од оваа страна на тој другарски однос што го имате. Каква ви е конекцијата со Дарио? Дарио е легенда. Многу засакувам и почитувам луѓе како него. Он е екстремист, фанатик. Знаеш дека ако го пуштиш од тука до Охрид ќе трча. Така. И убаво кажа, екстремист. Да, и нема да застане. И таков му е мајндсетот. Го гледаш, например, ја можам да го разберам он кога ми збори, затоа што двајцата малце сме, нели, да не речам чукнати, и можеме да се разбереме и на тој левел збориме.
штета што не се инвестира поише во Дарио. Ја пак ќе кажам затоа што он е, знаеш, ти дала државата, не државата, ти дал Господ вакво едно некоја дарба. Да, дарба ти дал и место државата да го негува тоа и да рече имаме прототип пример. Можеме да го пуштиме и да направиме светски успеси. Он цело време сам, спонзори од ваму, тегнење, мачење едноставно, хасл, цело време е на хасл. И многу поштувам такви ликови што, знаеш, не се преда, имаше у даден момент, не знам, баш не беше финансиски кој што треба и не го бутка, например. Он го кажува тоа како лошо, ама не е дека утре ќе потврди на правда на тоа. Да, не е утре дента он станува на тренинг и иде пак продолжува. Го користи. И многу поштувам тоа, не може тоа е за капа доле едноставно. Не сум сигурен дали запамтив убаво он која ми раскажуваше, ти на него си му пишал или он тебе ти пишал како сте се Па не знам, во социјал медија, не знам дали значи, можно и ја да сум му пишал, не знам тоа ми беше многу интересно. Кога почна да скажа, ја мислев дека сте некои малски другари, негде у средно или нешто сте, ама вие тотално никаква конекција немате низ животот во детството, едноставно само заради таа сличност во мајндсетот се имате привлечено и во тие ретки, кратки дружби што ги имате. Па така и со Дарио, така и со сите други спортисти што е како Нино, например, или како Жарко, како сите што ги гледаш дека како низ годините гледаш дека не им се пружаат шанси за било какво такмичење, а интензитетот на тренинзите не им се намалува, например. И викам, јас секој пат кога ќе се вратев, му викам на Нино, браво, како имаш мотивација секоја чест, затоа што нема ден Нино да не истренира. Разбираш, или Дарио или било кој што е, и тоа не можеш да не го цениш или да не бидеш, да не се восхитуваш или да не те мотивира, стануваш некогаш си претепан и гледам, например, Дарио Стайл стори истрча, сега ќе видиш и јак истрча. Баш убаво дека на тоа навестува, значи, тие кратки интеракции дури и на тебе некогаш ти даваат како не, екстра мотив. Мене мотив ми даваат и ги пратам не само него и други тркачи, например, ако видам некој бокс да тренира, ми дава мотив, кој ќе видам, например, сториња, викам, зашто ја да не истренирам денес? Браво. Знаеш, некојаш знаеш дека не ти се станува од кревет, едноставно таков ти е денот. Да, тоа тие што се high performance знаат дека некогаш не е ни до мотивација, не сите тренинзи идеме живи радости да ги правиме. Едноставно работата треба да се заврши. Да. Кажи ми, и ова исто спомнавме минатиот пат, ја не знаев и ти Маце ми подобјасни за тайтл меч. Како се добива право, дека не секој може, дека треба одредени. Ти, како што разбрав, ти си сега во ситуација да можеш наредниот меч да ти биде тайтл меч, тоа го разбрав. Да, дефинитивно ќе ми биде тайтл меч. Кажи ми малце за тоа, кои се сега наредните чекори, има ли некој таймлайн, личност, па не, што се знае, што не се знае? Луис Паломино ја држеше титулата на 165 паунди, он држеше две титули, на 155 и на 165, и го натера да одбере една титула и да ја задржи таа, другата да биде векеј, да ја даде у воздух. И сега победникот, он направи паметен потек, се спушти на 155 и ја задржа таа, другава ја пушти, никој не ја држи. И сега победникот од се борат, мислам, на 4 март, Конор Тирани и мислам дека се вика Джейк Линдзи, нешто така беше. Кој ќе победи од нив двајца? Тие се во 165 сега. Да, ќе се бори со мене за титулата. Значи сега нема weight champion на 165 и ова личи како на полуфиналиња. Ти со... Па и они се борат за title eliminator и како што ја се бори. Така. Значи победникот од нив двајца ќе биде, значи се бори за титул. Океј, се знае до негде кој ќе биде противникот. Да. Има ли таймлайн некој, кога треба, кога мора? Мислам дека ќе биде околу мај-јуни. Најверојатно мај. Од што зависат овие работи онака генерално? Од многу фактори, како што кажав и на минатиот пат.
дали им се исплати pay-per-view на оваа локација, ти да бидеш main event овде во овој град, се зависи на кој евент сакаат они да те стават, која публика таргетираат и многу други работи. Значи, на крајот од денот се работи само за пари. Значи, ми звучи како целосната контрола организација на ова е во раце на организацијата, Да. а многу малце е сведено на некој твој личен преференс или избор. Тебе никој нема да дојде те праша никој. кога сакаш. И затоа мене многу ми е смешно кога викаат, овој се например ги слушам Джошуа и со Тайсон Фјури например во боксов и луѓе викаат, Джошуа се плаши. Джошуа никој не го ни прашува бе луѓе. Значи тоа се работи на менаџерот и на промотерот. Значи боксерите може да се каже дека се Папец. не знам. Папец во Значи организацијата. немаат никаков удел на ваквото. Може он да му вика како на татко ти, кој си мал и му каже, абе купи ми играчка, купи ми и он не ти купува. Колку можеш вакво да Дури и во највисоките кругови и со Фјури и со Мејуедер нема воопшто импут од нивна страна као не ќам тогаш или бар да се чујат меѓу себе. Не, Као ти сега да си се чуеш со кој ќе биде може да има доза на договарање. Да, на договарање, ама на крајот завршниот потпис треба да го стави менаџерот и ако на Еди Хрн не му се исплати тоа, си вика добро, пример сега. Ако изгуби овој боксер и сега не можам да направам дупла сума од наредната борба, зашто да го горам? Затоа што веќе не е како во 90-тите, најдобриот се бори со најдобриот. Сега е, имам юникорн и ќе го чувам, затоа што еве пример. Джервонта Дейвис е у топ 5, Ломаченко, Рајан Гарсија, кој е Дейвин Хени и така натаму. Ова се во твојата категорија? Не, ова се во 145 паунди, ти давам пример за во боксот. Добро. Овие се топ 5, никој со никого се нема борано. Разбираш? Затоа што едниот е на Мејветер боксер, другиот е на Еди Хрн, третиот е пример на топ ренк. Добро. Четвртиот е, разбираш, различни компании и секој си прави од својот юникорн пари. Ако ја изгуби оваа борба, веќе он нема юникорн и сега ти како да му земаш пари од джебот на некој начин. И пак ќе кажам, ова е веќе бизнис, овие комбат спорт се бизнис ориентирани. Јасно. Не се работи за твојата кариера или ти колку си добар. Не. Значи, дали продаваш, како изгледаш, знаеш ли да збориш и многу други фактори. Што луѓето не ги гледаат и мислат дека само ако си добар или ако си кондиционно спремен ти треба да добиеш шанса. Затоа у последно време го немам оној филинг кога гледам едниот бил фаворит, а другиот бил андердог. Сега ти кажам уште една статистика. Джервонта Дейвис моментално е најактуелен, да кажем. Добра. Он продаде 61,000 pay-per-views, 60,000 pay-per-views. Добра. Джейк Пол кога се бореше продаде 300,000 pay-per-views, што ти кажува дека не се работи за квалитетот на боксот, се работи за entertainment, за кој ќе направи по-клаун шит, за пресконференцијата колкаво pay-per-view ќе достигне и такви работи. Значи Джейк од вчера што боксува, збориме за човек што е јутубер. Да, Джейк Пол, неговите успеси, ама не седна некој челендж, неколку месеца се 98% од договори, боксерите, он не може да се справи. Да. Ама 300,000, Тоа е 300,000 продаа. И нема кој промотер нема да го стави на шоу. Јасно. Разбираш. Ама бар до малку помага што еве бар грубо некоја рамка имаш, можеш да очекуваш дека е мај-јуни. Да, не, знаеш, тоа. Бар од физички аспект, бар од припрема, знаеш, пак некој циклус на тренинзи. Слушај, колку толку. Ја и до негде на тие работи не сум префокусиран, седам у форма цело време затоа што као со русинот ми понудија борба на 4 дена, на 5 дена. Да, памтам. И ми рекол у поголема категорија би се нафатали. Не беше ни на примамлива цифрата за да вакво, ама седам спремен, викам,
а што подобро да идам на спаринзи за без пари? Боле да заработам и вака и така за тоа тренирам. Ја Добро. користиш секоја можна шанса, седиш спремен, кога си андердог, кога доаѓаш од Македонија или од кај да доаѓаш, ќе седиш Мора да спремен и си ќе спремен. чекаш твоите 5 минути да дојдат. И ќе дојдат. Ама сигурно ти е познато од перформанс аспект, не можеш да си на пик цело. Не можеш, не бе. можеш во Значи, си такмичарска дозволуваш, Ама затоа седиш, например, го бираш, ги минимализираш периодите Да. кога си оф. бираш до каде ќе тренираш, до каде ќе буткаш и после, например, ако ти закажат за 2-3 недели борба, се нормално за 5 Јасно. дена не можеш да влезеш Така, во такмичарска форма како и да е. Дали сум тренирал вака или онака, не Да, бе, можеш ако за си 5 од дена. нула, ништо не Да, правиш, тоа ама е. ако си на 90, Седиш околу 70, да речеме, Аха. седиш околу 70 и кога ќе ти закажат, пример, 2 weeks notice, само правиш пикап, правиш до 80-90, Оштрење. пак не правиш до 100, правиш до 80-90, за да не дојде до повреди. Разбираш, Јасно, пак не можеш јасно. да влезеш у тие 2 недели премногу у форма, ама ти го бркаш оној мал процент, оној 1% го бркаш. сваќам, да. Како што беше и сега со последнава, тебе ти беше пета во bare knuckle Да. и предпоставувам знаеше дека ќе следи малце по off period од после Да. и предпоставувам не лупаш сега максимум тренинзи, некој Проблемот maintenance. Проблемот измеѓу Русинот борбата, тоа што беше во октомври и ова, никогаш не ми се опоравија рацете. Ја не можев да Од спарим. четвртата до петата Да, сега. не ми се опоравија, не имав тешки трауми на нервниот и не знаев. на нервниот систем овде и на лигаментите. Ако, значи, секој пат кој ќе удрев ми отекуваш. Добро. И спарензи можев да правам некои за последните 2 недели. Не можев ни да удирам, например, со голи раце да ги нели, да ги Да ги ојачувам, јачаш, да, што не можев да кажуваше, ги да. ојачувам рацете, не можев, многу ми беше мал знаеш, на слаб стисокот. Аха. Оштетени ми беа рацете и негде мислам дека беше 3 недели пред борбата ми вика тренерот, што правиме? Што правиме со рацете? Кампов цело време ми го одложуваш. Ја му викам, бе почнате кампот, ама не можам, знаеш, правам се друго, Се освен спаринзите. И ми викам, мораме да правиме спаринзи. Вика, ако не може да правиме, викам, значи не ни го нуди тоа како опција. него ни спомнувај кансел. И викам, слушај, од утре ќе идам на доктор и од утре почнуваме, нема да се жалам више за рацете. И ја му реков, остави го тоа на моја одговорност. И Добро. тоа уште и дури кога се загревав пред борбата, дента на борбата, он ме гледа како удирам, му фокусира и само ми кога да јадеш лимун, само вака ми се затвара оксето, намигам цело време од болка, не можев да и дури до негде затоа ги фрлав како поулични, затоа што секој пат право кој ќе удрев, у мозок ми удираш. И се уште ја влечеше ти дури и на последнава борба го имаше тоа. Па добро, да, bare knuckle мислам дека сите имаат оштетени раце во bare knuckle, ама едноставно не се опорави, очекував да се опорават. Ама добро, ја и очекував, а не превземав ништо околу тоа. Малце нели чудно тоа да само од себе да се опорави. Како се сега? Добри се, ако закажат борба нема да ја одбијам. Good one. И пред да завршиме, би сакал да направиме една мала визуализација за тој тайтл меч. Предпоставувам, сакал некел директно, индиректно, дали редовно или во моментите пред меч, неизбежно е да поминуваш низ некои визуализации, дали со противникот или нешто што ти помага за надпревара, за борбата. Ако се согласуваш да поминеме низ едно сценарио на денот на тайтл меч, на борбата за титулата, да ја поминеме таа визуализација. Може. Се будиш са бајле. Се будам, јас сум симпл човек.
се будам са бајле, пијам кафе, доручек, нели, нормално. Заебанци и смешки, тие работи ми се битни тој ден, да биде све во најрелекс состојба, воопште нема мрштење, нема спремање за... Се спремаме за војна во самиот момент, психички, пред да влезеш во рингот, тогаш се свичнуваш. Нема потреба цел ден ти да седиш свичнат и да те троши. Ама дали сакаат да дојдат тие мисли? Да, па ти си наоѓаш занимација за да ги значи дефинитивно идам до супермаркет, се јавувам на пример на најблиските, некогаш гледам да бидам подалеку од телефонот, кога ќе се слушнам со најблиските, подалеку цело време од телефонот, за да бидам присутен во реалноста. Значи ни музика слушам, ни ништо. Сакам да бидам присутен во реалноста и тоа правам се што значи поготово тој ден на борбата, мене тоа ми е окей, вечер славиме роден ден. Значи затоа што денес можеме да јадеме колку сакаме. Да, си имал скратено, да имаш скратено и ти уствари идеш си обилен доручек имаш, не може да не се радуваш на тоа, како да може да не се радуваш кога си гладувал кузна колку време. Да. Значи си имаш обилен доручек, си го цениш, убаво ти е, си имаш кафе, тука се смееш со тие што се околу тебе и веќе кога доаѓаме на венијуто, околу 5 попладне, да речеме 6 попладне, веќе готово свичнацу. Значи денот на мечот, титулата. Мислите сакаат да дојдат, ама си наоѓаш с анимации, не име време сега. Не име време сега. Доаѓа 5 сат, одиш на кај салата. Да. Влегуваш, ходници, гардероба. И почнува некакво ритуалче, валјда почнуваат раце се мачкаат, се местат, се опремата, се во тој момент настанува свичот. Да, сакам да не правам традиционални, например, она што вика за секоја борба е исто. Сакам да не верувам во оние суеверија. Немаш? Не сакам да правам такви работи. Ми доаѓаат такви работи, викам да си помислиш. Да, чекај, изгубив со овие патики или знаеш, со овие немаше. Тоа шатдаун. Да, ама намерно ги ставам истите патики. Одлично. Ме разбира затоа што пак е борба со мислите. Пак е тоа анксиозноста дека чука на врата и вика, тие тоа знаеш, не се добри тие шорци, тие на зинет ќе ги облачам тие шорци. И се движат. Сега сме во последниот саат. Борбата е во 6, сега е веќе 5 саат. Да. Седите у гардероба. Да. Чекате да ве викнат, одржавате некој body temperature. Ги гледаме борбите што се на борбите. Предходните, ги гледаме на телевизија. Одиш низ некој геймплан? Да, веќе кога ќе почнам да се загревам, тогаш одам низ геймпленот. Пробувам да останам релаксиран скроз Кога почнува загревањето? Загревањето почнува негде 2 борби пред мојата, 3 борби пред мојата. Како е тоа? Саат, 2, колку? Па не, да, саат. Саат време пред твојата борба почнува загревањето и веќе оди планот, стратегијата. Правам хипервентилација секогаш пред да почнам. Значи, почнам, нели, и со сета сила 30 пати до онесвестување. Да. Се вртам у круг као вртимушка. Веќе пред крај си удирам веќе овде боксови, шамари, сите тие работи. Добро. Со, нели, умерено си ги удирам за да не дојде до било каков оток. Така, тие работи се за што? Па да бидам запознаен со ситуацијата што предстои. Кревање на адреналин, кревање на стресот. Пак ќе кажам, нема како да не те удри шок кога некој ќе ти провали дома, пример, у даден момент. Значи ти така намерно го сваќаш. Да, ти се спремам за сценариото што следува едноставно. How dare you? Да. И да ми дојдеш на мене. Затоа што не само тоа, збориме за шок моментот. Кога не си спремен за одредена работа, може да те обземе страф и да те смрзне, едноставно да рече ја не го очекував ова. Ама кога си спремен више за све, си се помирил психички, си го осетил физички до негде, може да кажеме. Хипервентилацијата ја правам за да го осетам тоа overwhelming, сам што можам на себе да си го направам ако нападнам со висок интензитет и веќе сум спремен за секој сценарио, кој и да предстои. Така. И зато од тука доаѓа таа самодоверба,
ти не можеш ништо да ми направиш, не дека ја потценувам некого, туку веќе сум спремен на све и the last man standing. Доаѓа 6, почнува борба, ти веќе си сам немам што да повторам. Се кажа многу убаво. Секој сценарио е поминато, веќе си спремен, си живеел за овој момент. Во колкав флоу ти поминуваат тие неколку минути? Има ли моменти во мечот кога се ќе биде како успорена снимка? До толку си веќе во флоу, ги очекуваш, ги гледаш ударите пред да се случаат и бум, клучниот момент. Да, има во даден момент, ама не можам да го кажам тоа например во секоја борба дека е во овој момент. Да, не го предвидуваш, ама се случува. Се случува. И во секоја борба се случува различно. Некогаш може да се случи уште во прва рунда, некогаш може да се случи накај. И го гледаш понашањето негово и го знаеш веќе дека доаѓа. Односно цело време ја не тргам поглед од него, ја цело време само анализа му правам на се. И на последниот вид дури му зборев на македонски. Да. Добро, да. Му зборев нормално пцовки и сите тие работи. Тоа е поише за себе јачање. Поише и не само за себе, туку ќе ти зборам на македонски и ќе доаѓам на кај тебе да знаеш дека доаѓам. И веќе му гледав на фацата му се менјаше едноставно. Да. Он ме удира, ја му зборам на македонски ајде, дојди, ајде, леле, катастрофа, ова, она, му зборам цело време, затоа што едноставно ги гледаш, што викаш ти ударите, знаеш веќе кој доаѓа, знам веќе колку е ризичен тој удар, дури некојаш не се ни тргам, викам, ајде, добро, удри. До толку се автоматски тие калкулации веќе што онака, овој нека помине. Па да, и некојаш викам со овој удар сега што ќе го задам 100% иде пример лево кроше. И викам па добро, нека иде. И го фрлам ударот, јас свесен сум дека може да иде и дека најверојатно ќе иде. Некојаш знам да се тргнам, ама некојаш и да заврши ударот на глава веќе ако сум ти ги осетил пред тоа ударите. Тоа е. И ајде да довршиме визуализацијата. Се случува таков момент, го гледаш моментот, го задаваш последниот удар и стануваш шампион во твојата категорија во bare knuckle. Да. Како се осеќаш? Горд на сам себе. Дека иструкав до кај што иструкав. Дека го направив тоа што реков дека ќе го направам. Гого, уште едно огромно фала што дојде да споделиш што можеме ние од тука во знак на поддршка за тебе да правиме. Во знак на поддршка, што и да се деси кроз мојата кариера да не се тргаат луѓе од мене би било идеално едноставно. Затоа што сите имаат падови, нели? И у тој момент највеќе ти треба да осетиш дека има луѓе околу тебе и едноставно да си го цениме нашето, дека можеме да постигнеме светски успех и дека нема потреба да фрламе камења по нашите луѓе. Така е. Јас и ти не сме премногу блиски, но јас сум тука секојаш за тебе, за што треба. Имам восхит и таква привлечност кон такви мајндсети како твојот и можам само да ти посакам да си продолжиш. Фала ти. Фала ти. Фала ти ше на тебе најмногу.